што направи детски алтернативен извештај. Вие дадовте своје учество, бевте многу активни и тој детски алтернативен извештај беше презентиран пред Комитетот за правата на детето при Обединетите нации. Тоа се случи пред 3-4 години, додека бевте се уште во основно образование, односно во Славчо Стојменски, а сега сте во гимназијата. Многу ми е драго што ве гледам и сакам да ве охрабрам и понатака да продолжите, сите, не само вие две, сите, во таа насока. Затоа што тој детски алтернативен извештај веќе резултираше со плод, Комитетот за правата на детето се обрати до државата и наложи на државата да спроведе одредени активности кои што се неопходни за унапредување на правата на децата. Тоа е едното што сакам да го истакнам, а другото е едно прашање на вас. Би сакала да ве прашам за проблемот со питањето, просењето. Како се справувате, дали го имате тој проблем во Виница и како се справувате, како оди вашата соработка во таа насока, бидејќи во Скопје, например, тоа е огромен проблем и соработката меѓу МВР и СССР не е баш најсјајна, да кажам, тешко оди се до тоа. И затоа веројатно имаме толку многу деца на улица и деца кои што пресат. Вака, значи, ние мораме да превенираме за питањето за децата на улица и меѓу другото сакам да напоменам на кој начин еве до пред известно време, можда последниот пат беше пред месец и пол или два од прилика. Знам дека имаше колешка која што беше вклучена, имаме активности заедно со МВР со точно определено време и место, значи од каде ќе се тргне, каде ќе се почне, заедно се поминуваат, нели има си агента по кои улици како ќе се движиме и доколку се забележи или се констатира нешто, знаете дека ќе бидеме на нула, ќе имаме бројка каде што еве сега ќе излеземе низ градот и нема да сретнеме некој дете која можеби дали ќе меѓу кафичите некаде ќе излезе и ќе помине од маса на маса, меѓутоа нашата превенција е на начин можеби не директно дека тој ден мора да се случи тоа, да превенираме кога имаме акција со полицијата. Значи, ги викаме родителите, ги повикуваме родителите, укажуваме на потребите, значи дека сето тоа не може така да се продолжи, меѓутоа најпрво им нудиме дали имаат потреба се гледат други работи, дали имаат потреба нели од користење на одредени права, да можеби се материјално необезбедени, да се понуди да примаат гарантирана минимална помош или се гледа од сите аспекти како може на кој начин да се заштити. Значи тоа го правиме преку советодавна работа, преку заеднички активности со МВР, сметам дека дека е нула бројот, дека некој пат ќе сретнеме некој од децата, можеби да. Меѓутоа со таквите наши активности сметам дека сме општина каде што прилично тој број, не можам да кажам еве нула дека е, меѓутоа е на многу добро ниво. Па не знам другите како. И јас се наврзувам на истото што го кажа колешката Сашка. Бројот е многу мал, ние ги знаеме тие лица, знаеме кои се родители, причините и на нас не се познати. Родителите се зависници од наркотични дроги. Знаеме која е проблематиката, која е причината, зашто оставени се, запоставени се родителите, на нас не е јасно. Тие се многу малку, како што кажа. Но имаме и други начини, некој пат, например, во рамките на нашите можности, значи на нашите им се понудува или веќе можеби се корисници на одредени права, меѓутоа преку некои хуманитарни организации, преку кога ќе има некои пакети кога се доделуваат првично, значи внимаваме и гледаме да се дадат на тие семејства на кои што најмногу им е потребно. Еве многу пати дечките од Црвен крст доаѓаат кај нас да прашат кои семејства се од социјално ранливи категории за да се помогне оному каде што најмногу треба. Не би сакала да се надовесам на оно што го кажате, како прашање може да се